Фактот до сега ето на неколку наврати на тешко овди и последна шанса сега пред председателските избори кои се одлучни за опстојот на македонскиот народ најнапред, македонската држава. Крајно време да го освестиме фактот дека со организирање на председателскиве избори од нелегитимна власт, тие избори се нелегитимни поради, нелегитимноста на власта, поради криминалните, недемократски антиуставни сокршење со користување на изборните процеси во државата. Многу јасно е решението дека на овие председателски избори, организирање на нелегитимна власт на македонскиот народ не смее да излезе на председателските избори, со што би ги легитимирало овие нелегитимни антимакедонски, недемократски власти. Поради тоа, се повеќе се најавуваат групации кои се спремни, совесни, свесни и одлучни со нивната определба да ги бойкотираат председателските избори. Поради она што почетокот кажав, поради разни антагонизми меѓу тие групации, партии, и така натаму, најнапред на лидерските суети ега, дојде до неединство и расипненост во македонскиот блок. Поради тоа се наметна едно решение сега, согласено меѓу двете групации сегашните скорошни Македонија блокира и Македонија бойкотира, и сите овие групации кои се освестиле дека треба да се бойкотираат овие председателски избори, се направи еден концепт, се најде благодарение на Бога една креативна мисла да се направи еден заедничка согласност на сите групации кои се за блокирање на председателските избори и да се ставиме во еден список со нашите активности, концепти, поединечни за начини на бойкотирање на председателските избори, така да сите ќе бидат поддржани и од македонскиот народ и оние што се поддржувачи на поедините групи, групации и партии да се застанат во поддршка на тој список на оние што ги бойкотираат председателските избори. Дали бойкотот ќе биде решение кога Уставот предвидува дека доколку не успеат изборите и не се избира нов председател, кандидатите ќе земат ние веруваме дека ако не успеат изборите ќе се создаде политичка криза, бидејќи владата ќе го изгуби легитимитетот, а точно е тоа дека превремено затоа да се премиерот ќе врши функцијата, меѓутоа тоа ќе биде во краток период, веднаш ќе се распишат нови избори, така како е Уставот. Така да во такви услови веќе овие двајца кандидати сега нема веќе легитимитет повторно да ги кандидираат и во таква политичка криза ние веруваме дека ќе се распишат нови избори. Туку сакам само да дополнам дека ние сега овие време на кампањата и ние ќе водиме наша паралелна кампања низ Македонија, имаме повеќе активности и бидејќи на 30 септември кога беше референдум, македонскиот народ веќе одлучи дека не сака во НАТО, не сака промена на име, идентитет, историја и традиција, и ние во тој контекст ќе водиме нашата кампања. Особено Македонија веќе одлучи. Секунда само да се наместам.